Бројните настапи на турбофолк звезди и естрадизација на културата се само дел од низата настани кои говорат за еден системски проблем. Вака теоретичарката на уметност Искра Гешовска го коментира настанот со српската музичка звезда Светлана Ражнатовиќ-Цеца на концертот во спортската сала Гемиџи во Велес, кога и беше дофрлено знаме на Бугарија, која таа го наметна, запота по непријатната ситуација со публиката да го крене и македонското знаме. Во овој случај проблемот е многу посуштински и подлабок, вели Гешовска. И одговорноста треба да се бара во политичките елити и покрај тоа што конкретниот настан може да е поврзан со приватна организација. Моделите на однесување доаѓаат од горе па надоле. Ние може да се бориме од доле кон горе, но моделите на однесување, вкусовите, ако сакате, иако јас не верувам во концептот вкусови, но еве вкусовите исто така доаѓаат од горе па надоле, значи треба да се запрашаме што е турбофолк, дали се можеби политичките елити турбофолк, дали е образовниот систем турбофолк, повторно инсистирам со чест на малкуто исклучоци. Овој настан е само една мала капка во целокупната општествена, политичка и културна девастација. За професор Стојановска Иванова без дилема станува збор за системски проблем на кој сведочиме во континуитет. Сведоци сме дека младите луѓе се жртва на масовната култура која ниту ги надградува, ниту им посочува критериуми за естетско-уметнички вредности, ниту пак за важноста на културниот идентитет и националните обележја на државата. Имавме инциденти каде што се фрлаше нашето знаме. Ви видите на надпревари каде што ќе седнете врз знамето, не сметајки дека тоа е нешто што со кое што треба да се гордеете, кога што го прават другите нации, кога се пее химната и се вее знамето, раката се става на срце, значи тоа покажува и тоа е вистински патриотизам и родолюбие. Вие покажувате однос кон сопствената нација, кон сопствената држава. Тоа е првиот системски проблем кој што ние го имаме, кој што ќе како треба да се поработи. Второ, ние сваќам потребата од давањето знамиња, кој што споменав на естрадни звезди кои што доаѓаат од друга држава, не тие си имаат сопствено знаме. Дополнителен проблем е таа морална и културна хипокризија, додава Стојановска Иванова. Гледајки како после знамето и свиркување, наеднаш одиш на уметник кој што пее за друга држава, за други градови кои што ги велича и потоа вие наеднаш после половина час од тие песни го ставате вашето знаме и пеете завет. Дали имаме национална стратегија во негувањето на културните вредности е прашање за кое што вреди да се размислува во континуитет. Затоа што за овие нешта на кои сведочиме денес, причините датираат од многу поодамна, вклучувајќи го и воспитно-образовниот процес кај децата во најрана возраст, кои денес се млади луѓе и дел од ваквите настани со дискутабилни содржини.